Млекопроизводителите до недела можат да поднесуваат барања за финансиска подршка за произведено и продадено кравјо, овче и козјо млеко во регистрирани млекарници во периодот од 1 јануари до 30 април годинава. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани испраќаат последен апел до сите заинтересирани најдоцна до утре вечер да ги достават барањата во канцеларијата на Агенцијата за поттик и развој на земјоделието, за да ги добијат потребните финансии. Последни часови од истекувањето на рокот за пријавување на втората фаза млеко, кое што сите млекопроизводители, односно сточарите, кои што предале во преработувачките капацитети за првите 4 месеци во текот на 2014 година. Тоа го правиме, односно приемот го правиме во бараката Карши судот, во земјоделската барака, како и од поранешните фази. Така и ова, значи, денес како, да кажеме, предпоследен ден, бидејќи 15 е крајниот рок, а тоа е ден недела, значи, што значи дека и понеделник ќе го пријаме, значи, на апликациите за млекото, така да ја користам приликата да ги повикам сите млекопроизводители кои што не се си го остварили своето право, да пристапат кон луѓето кои што се во агенциите за поттикнување и развој од Министерство за земјоделие, да си го остварат своето право, односно за субвенцијата која што потоа ќе им даде стимул, односно за понатамошно и развој во нивното семејно земјоделско стопанство. Минов додава дека висината на субвенцијата од година в година бележи пораст, а новата сума е 3,5 денари по литар. Од годините на нас, значи, се започна од 2 денари најпрво од денари и пол, потоа 2,5, сега е веќе на 3,5 денари по литар млеко предадено во преработувачките капацитети, што не е за испоценување, што значи дека се надеваме дека стимулативно делува кај сточарите за развој, односно за зголемување на своето стадо. Очекувањата се дека до завршувањето на рокот за поднесување апликации, околу 500 млекопроизводители од Кучанско ќе се пријават за користење на субвенции.